Еве сме назад, почитувани гледачи во нашето студио. Стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, каде ни се придружуваат нашите гости. Нашата денешна тема е во областа на спортот. Мој денешен гостин е господин Гоце Станков Пеливан. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Да ве поздравам најпрво на вас и да ви се заблагодарам за поканата и да и поздравам вашите гледачи. Така. Почитувани гледачи, во продолжение како вовед на нашиот разговор, ќе проследите еден краток прилог, па се враќаме назад во студио со нашиот гостин. Me vljubi, bën perde, një aplauz i lutem. To pelivanat janë vlozën, një aplauz. Најпрво, кажете ни ја историјата на овој спорт. Па Република Македонија како земја во средишниот дел на Балканот е со вековни култури и фолклорни традиции кои се пренесувале од колено на колено. Меѓу нив секако припаѓа и пеливанството, пеливанскиот спорт. Традиционалните спортови, посебно пеливанството, е специфична дисциплина, бидејќи представува еден вид фолклорна дисциплина, единствена од ваквиот вид. Овој спорт или ова традиционална спортска дисциплина ги изближува и ги сплотува сите етникуми кои што живеат на територија на цела Република Македонија и пошироко. Овој спорт потекнува од Персија, кај нас на нашиве простори ги носат османлиите. Иначе специфичноста на оваа спортска дисциплина во тоа што сплотува многу етнички белези, како што се свадби, се организира сунети, одбележување на некои верски празници. Во слободно можам да кажам дека ова е македонско мултиетничко богатство, кое што се негува со векови наназад. Модерните времиња не ја прегазија традицијата. Некаде пред 22 години е основана Федерацијата за пеливанско борење на Република Македонија. Во склоп со Федерацијата функционираат и работат 7 клуба од наша република. Како еден од клубовите кои што функционира и работи во оваа федерација и нашиот спортски клуб, пеливански клуб Пеливан од Велес, чиј председател сум јас. Нашиот клуб функционира некаде 12 години. Во него членуваат и работат активно некаде околу 20 пеливани. Накратко што би можел да кажам за нашиот клуб е да се пофалиме со нашите пеливани кои што ги има многу
често на сите турнири во Република кои што ги организира Федерација и други покровители. Имаме учествувано и надвор од границите на нашата република. Најчесто сме гости во Турција, во Грција, во Албанија, во Косово и така. Со оглед на тоа дека многумина не знаат за овој боречки спорт, ќе не кажете ли каков спорт е пеливанството? Пеливанството е еден традиционален спорт. Морам да признам дека е еден од потешките спортови. Со овој спорт се бават и муслиманите и македонците и затоа е многу интересен. Пеливанот пред секоја борба, најмалку 2 недели е во карантин. Мора да се храни со посебна калорична храна за да ја издржи борбата, поради тоа што секоја борба е многу мачна и макотрпна. Пред да влезе во бурлиштето пеливанот, се мачка добро со масло, со зејтин, поради тоа што да се заштити од надворешните влијанија, заради тоа што нашите турнири и борби се организираат на отворено, на зелени ливади, тревни површини, а и поради макотрпната борба, за да не дојде до повреда, мора добро да намачка телото со зејтин. Пред борбата ги облекува оние традиционални панталоми, каспети, кои што се изработени од телешка кожа. Тие се изработуваат во Турција, некаде чини еден пар каспети околу 400 до 500 евра. Во нашата спортска дисциплина постојат 5 категории раце. За секој пеливан соне да се бори во прва рака, значи да биде баш пеливан. За да стане баш пеливан, мора во сите 5 категории да баре година дена се задржи на прво место, за да може доди од 5-та во 4-та рака и така да стасе до баш пеливан. Така. Од кога започна вашата приказна со пеливанството? Па мојата љубов кон борењето е многу одамна, меѓутоа кога ги следев и овие пеливански турнири, поради тоа што етнологијата ми е во срцето, значи кога го видов ова фолклорно борење, а претходно се борев и јас на душек, навистина ми привлече големо внимание и интерес. Па стапив во еден турнир кој што се организираше во Чалакли, во едно село близко Радовиш, со луѓето од Федерација за пеливанско борење и така додовме до некој контакт и веќе 12 години сум на чело на пеливанскиот клуб Пеливан од Велес. Така. Што треба да поседува еден добар пеливан? Кои се основните критериуми, освен претходно што напоменавте за категориите? Критериумите за еден пеливан треба да биде доста издржлив, треба да се храни со посебна храна, треба да тренира доста напорно, едноставно треба да е роден за овој спорт. Пеливан не може секој да биде, мора да е издржлив, мора да е борец од јак, мора да се храни со посебна храна и секогаш да биде издржлив. Има ли врска тежината со овој боречки спорт? Да, секако, значи категории на категории, рековме преска, постојат 5 категории. Петата рака ние така ја велиме, е она категорија каде што пеливанчињата, младите деца некаде од 10 до 12 години тука започнуваат. Па потоа за да дојде во 4-та категорија мора да биде прво место да задржи таа титула најмалку година дена и се редом да оди од категорија во категорија. Сон за секој, нели рековме, пеливан е да биде баш пеливан. Значи тогаш е она освоена титулата, врвот на пеливанството. Иначе во секоја борба имаме и судии. За судии се земаат секогаш искусни
пеливани кои што биле долги години на борилиштата во Републикава. Исто тоа мора да го споменеме, да не го заборавиме, задолжително во секоја борба е зурлата и тапанот. Значи, како борбата се засилува, така се засилува и зурлата и тапанот. Значи, еден ритам на борбата и дава и зурлата и тапанот. И затоа е по себе многу специфична оваа дисциплина и интересна и за гледање, и навистина е добро да организираш еден ваков настан, пошто секогаш има и доста публика кои не доаѓа на нашите борби кои што ги организираме. Како изгледа еден тренинг на пеливан? Колку пати неделно има тренинзи? Нема неделно, значи доста напорен. Да кажеме дека е доста напорен. Пред секоја борба пеливанот мора да биде во карантин најмалку 2 недели. Тренинзите се обично 2 пати во денот, на сабајле, рано и поручек или навечер, со посебна храна. Посебно се јаде удина, мед, калорична храна и навистина е многу тежок тренингот, а и се разбира и борбите. Борбите се тешки поради тоа што во овој спорт нема одредено време колку ќе се бори борецот или поени. Победник е оној кој што ќе успее противникот да го сврти на грб, со лицето да го види сонцето или доколку успее да му ги скине кожните каспети. Борбите може да траат и по 2 часа. Ете, како една легенда која што јас сум ја слушал од постарите борци, во Турција се има случајно да пред многу време двајца борачи се борат 24 сата, тие биле изедначени со своите сили и на лице место починале од заморот од уморот и ден денес таму има поставено споменик. Па тоа ни говори дека се работи за еден многу тежок спорт, еден специфична дисциплина кој што секој не може да биде пелива. Така. Има ли заинтересираност за овој вид на спорт и колку младите знаат за овој спорт? Па да ви кажам, да, има заинтересираност, меѓутоа морам да кажам и тоа дека овој спорт го негуваат оние селски средини, каде што има традиција веќе. Не може да биде некој пеливан, а никогаш не слушнал нели за овој спорт и за оваа традиција. Овој спорт се негува по селските средини, да кажем, ние во Велес тука го организираме настани во село Бузалково, таму тоа село е извор на пеливани, од секогаш имало и многу добри пеливани кои што испаѓале на борилиштата широм Македонија и надвор од границите. Таму имаме доста дечиња заинтересирани кои што сакаат да го изучат овој спорт. И еве со тренерот Асан Камбери, кој го користам оваа прилика да го поздравам, работиме макотрпно да направиме од тие дечиња да бидат и врвни спортисти. Верувам имате освоена многу награди. Кои ви се најзначајни? Да, имаме доста награди освоено. Значи, најпрвен сакам да споменам дека нашата спортска федерација, Федерација за пеливанско борење на Република Македонија, е и членка на Балканската федерација, која што има и Балканска федерација за пеливанство. Секогаш сме најдобро примени од сите организатори кои што ги организираат овие борби. Имаме освоено доста големи награди. Морам да споменам, второ место имаме во екипно надпреварување во Турција, што е тоа многу голема работа. Во соседна Грција имаме и прво и втори награди добиено. Има доста награди кои што сме горди и ние како федерација и како клуб заради тоа што да отидете вие во една Турција и да освоите една награда, па и второ и трето место, тоа е голем успех и врвна работа и за нас како федерација и се разбира како држава. Така. Да кажеме збор 2, од кога постои вашиот клуб и каква ви е соработката со федерацијата?
Нашиот клуб, Пеливанскиот клуб Пелевин од Велес, чиј председател на чело сум јас, постои веќе 12 години. Ние сме и членка на Федерацијата за пеливанско борење. Морам да истакнам во оваа прилика задоволството кое што е огромно да бидеш и членка во федерација, а и одлична соработката со федерација, а и од наша страна не имаме квалитетни борачи кои што достоинствено и го представуваме и клубата и федерацијата. Можам да слободно кажам дека сме на една многу добра, корелација и соработка со федерацијата. Се надевам дека ќе продолжи и тоа во иднина. Така. Сега кои се ваши тековни активности во клубот? Па вака, Пеливанскиот клуб Пеливан во Велес организира два настана во делот со пеливанството. Тоа е традиционалниот турнир во болење со пеливани во Бузалково, кој што веќе 10 години го организираме традиционално. Ни доаѓаат борачи од цела Македонија. Пред 2-3 години успеавме да донесеме борачи дури од Косово и од соседна Албанија. Тоа е турнир кој што има амбиции да прерасне и во Балканско првенство, каде што би го направиле на едно повисоко ниво. Се надевам дека во иднина тоа би ни успеало. А исто што сакам во оваа прилика да споменам дека организираме и еден настан кој што заеднички со сите средни и основни училишта од нашиот град организираме мала спортска олимпијада. Ние како домаќини на оваа олимпијада го презентираме пеливанскиот спорт, додека училиштата има за задача и цел да ги промовираат традиционалните подзаборавени спортови, како што се фрлање камен од рамот, влечење јаже, скок од место во далечина. Тоа е навистина еден многу убав и голем настан кој што се случи исто по 10-ти патланската година, јубилејно се случи. Анимираме доста деца, некаде околу 150 до 200 деца доаѓаат. Навистина и за око и сум горд на овој настан. Ни даваат локалната самоуправа Велес секоја година огромна поддршка. Еве оваа прилика користам да ги поздравам, да им се заблагодарам. Се надевам дека и во иднина ќе продолжи оваа традиција и ќе биде уште помасовна. Така. Сега да позборуваме за настанот кој што ќе се одржи утре во Средното стручно училиште Коле Неделковски. Кој е организатор на овој настан? Па организатор на овој настан е Средното стручно училиште Коле Неделковски. А ова е проект на Министерство за образование, каде што сака да го промовираат мултиетничкото општество. Тука ние како спорт, како организација сакаме да со нашиот спорт го промовираме и пред учениците и пред јавноста дека нашиот спорт е еден од многу битните спортови кои што ги сплотуваат и ги врзуваат сите етникуми кои што живеат на територија на цела Република Македонија, секако и во Велес. Така. Имате ли соработка со клубови надвор од границата на нашата држава и кои се тие, кажете ни нешто повеќе за соработката? Како што споменав преска, нашата федерација е членка на Балканската федерација која што е основана исто пред 30 на години. Имаме одлична соработка. Чести сме гости на сите турнири кои што ги организира и оваа Балканска федерација. Овие настани кои што ги организира Балканската федерација се навистина на многу високо ниво. Доаѓа некаде публика и до 10-15 луѓе. Тоа е навистина една голема работа. А и секогаш кога и да организираме некој поголем настан, секогаш ги покануваме и сите членови кои што се во оваа федерација. Во оваа федерација членуваат републиките Албанија, Република Грција,
Косово и секако припаѓаме и ние во оваа федерација. На доста високо ниво сме пречекани и таму, и кога ќе дојдат гостите од страна, значи соработката е секогаш на едно завидливо и достоинствено ниво. Така. Имате календар на надпревари. Дали во Велес има турнири од ваков вид на настани? Да, федерацијата секоја година има календар на надпревари. Некаде во Македонија се организираат близко 25 настани, турнири, кои што имаме најразлични спонзори и организатори. Се организираат ширум секаде во цела република, значи еве во оваа прилика сакам да ги наброам и да ги споменам едни од поголемите турнири. Тоа се турнирот во борење со пеливани во село Костурино, тоа е Струмичко, турнирот во Студеничани, турнирот во Чалакли и секако да си го споменеме нашиот турнир во борење со пеливани во село Бузалко, каде што веќе традиционално го организираме, рековме и преска, 10 години поред. Верувајте, со многу луѓе, пошто оваа дисциплина и ретко кои од луѓето се запознати, кога им кажувам дека има турнири во македонски села, да речеме, христијански села, они се зачудени и мислат дека е нешто што не е возможно дека го негува и православниот свет. Па и токму тоа е убавото и интересното, заради тоа што го негуваат и муслиманството и христијанството. Се организира, значи, 25 турнири, големи турнири, масовни турнири, каде што доаѓа негде публика и до 5000 публика, и мислам дека е нешто многу интересно, не секојдневно, и еве гледачите на вашата програма, на вашата емисија, ги поканувам секогаш кога ќе имаат прилика, кога ќе разберат дека има некој ваков турнир, слободно да дојдат, нема да се покаат, ќе гледате на многу интересна работа, која што не може во секојдневието секогаш да се сретнете со ваква работа. Така. И пред самиот крај, кои се вашите идни планови во врска со клубот? Дали има некои надпревари за кои се подготвувате во блиска иднина? Па, идни наши планови на клубот, кои што еве веќе 2 години работиме на тоа, само треба да изнајдеме некое спонзорство. За жал, малку потешко иде кај нас овој дел. Сакаме да отвориме школа за изучување на пеливанскиот спорт. Значи, тоа ќе биде школа која што одблиску ќе ја приближиме до сите млади луѓе, да не биде само до оние луѓе кои што на вистина го знаат пеливанството. Иначе, да споменам, пеливанството е една традиција која што се пренесува од колено на колено. Пример, ако бил твојот дедо пеливан, ако има машко дете во фамилијата, обавезно го наследува спортот. Сега малку тука сакаме ние да измениме некои работи, да го приближиме овој спорт до цел млад свет. Еве, работиме веќе 2 години на оваа проблематика. Сакаме школата некаде да биде во Бузалково и во соседнава општина Чашка, каде што ќе го опфатиме овие две подрачја и би ги извадиле на површина најдобрите деца и борачи. Тоа е како една проблематика која што работиме, и втора работа која што сакаме да се случи е ова во Бузалково што го организираме, да биде еден турнир на балканско ниво, каде би поканиле турци од соседна Бугарија, Албанија, и би го направиле на едно високо ниво за да можеме да го афирмираме пеливанството во помасовен спорт. Така. Можете ли да ни ги споделите вашите искуства со овој вид на спорт за нас и нашите гледачи, а со тоа и што би ги поттикнале младите за да започнат да го спортуваат овој спорт? На почетокот на емисијата споменав дека јас бев бореч. Навистина, кога присуствував на еден ваков настан кој што се организираше негде пред 13, можеби повеќе години, бев воодушевен. Значи,
зурлата тапанот, она гледка која гледате зеленило и луѓе физички спремни како се пресметуваат измеѓу себе, тоа е нешто што навистина ми остави голем впечаток. Па и од таму тргнавме, нели, да го водам овој спорт, да бидам на чело, да речеме, на една ваква институција како што е и федерацијата и нашиот клуб. Искуството е на вистина 12 години, не е ни некоја голема, ама не е ни мало искуство во овој спорт. На вистина јас би им препорачал на секој млад спорт, секој млад човек да се бави со спорт. Не мора да биде пеливанството, меѓутоа, еве, зошто би го одбрале пеливанството? Би го одбрале поради тоа што е една ретка дисциплина, една дисциплина која што бара посебни тренинзи и е дисциплина која што не може секогаш секаде да научите. Не постојат многу школи во Македонија, во градот сме ние единствени. Па јас би им препорачал на сите млади кои што се заинтересирани да не контактираат, да не најдат. Ние тренираме во село Бузалково во пролетните денови. Кој е заинтересиран може да дојде таму, да се пријави, зошто да не, па и да биде пеливан. Така. Господине Гоце, јас ви благодарам за вашето гостување, ви посакувам многу успеси и многу награди во вашиот клуб и се надевам дека ќе бидете повторно дел од нашата емисија. Ви благодарам и вам на поканата, ви пожелувам успешна и добра работа и секогаш кога ќе ме поканите, јас ќе бидам ваш гостин. Така, благодарам. Почитувани гледачи, заврши разговорот со нашиот гостин. Во продолжение ќе погледнеме краток рекламен блок, па се враќаме назад во студио.